Наоѓаме во просториите на Македонскиот олимписки комитет, разговараме со новиот прв човек на оваа асоциација, господинот Даниел Димевски, познат спортски работник. Господин Димевски, благодарам за одвоеното време. 2 месеци сте на чело на оваа респективна спортска организација во нашата држава. Кажи ми, како се чувствувате? Можам да ви кажам дека навистина е предизвик да се води една ваква организација, бидејќи сепак станува за круната на македонскиот спорт, организација која што треба да го води, да ги креира спортските легислативи, да дава иницијална енергија каде треба да се движи македонскиот спорт и навистина да го добие местото кое што си го заслужува, кое што мислам дека во изминатиот период го немаше, од повеќе причини кои што се надевам можеби ќе ги допреме во денешното интервју, меѓутоа секако ќе има токму каде треба да се најде Македонскиот олимписки комитет, зошто треба да биде таму и дека од тој процес најмногу може да добие македонскиот спорт бидејќи регулираната сфера создава услови за многу подобри спортски резултати. Вие на таа конференција кога се правеше вашиот избор, рековте ќе се трудам да обединувам. Што сакате со тоа да кажете? Па тие што ме познаваат знаат дека во периодот додека ја водев македонската кошарка, навистина имавме една организација која што беше, мислам, пример за сите како треба да изгледа една модерна спортска организација која што навистина една жива, вибрантна организација каде што имате различни интереси, различити спонзори, амбициозни клубови. Мора да најдете, да имате сенс и да најдете начин како да ги избалансирате. Оваа организација е нешто слично, меѓутоа многу поголемо, бидејќи тука имате различити спортови, некои кои што имаат подобри резултати, некои кои што имаат многу повеќе публика, некои што имаат многу повеќе членови и секој еден го бара своето место под сонцето. Умешноста на оваа организација е да ги поставите вистинските луѓе на вистински места, да обезбедите доволно средства за сите, а тие што се најперспективните да бидат најмногу поддржани. Тоа не е едноставен процес, меѓутоа бидејќи имаме една привилегија да сме ние луѓе од спортот кај што сите лично се познаваме, начинот на комуникација ни е многу лесен, многу директен, а за сега чувствувам многу позитивна енергија од сите и сум прилично комотен дека се тоа на што го ветив на изборното собрание ќе го испорачам, па можеби да бидеме оптимисти дека ќе ги надфрлиме тие резултати кои што ги проектирав. Веројатно имате веќе оформена ваша екипа која ќе работи со вас во наредниот период. Тука размислувате и за сериозни луѓе од стопанството кои ќе бидат силни поддржувачи на сите ваши акции? Па јас најавив и веќе е избран, нема да звучи нескромно ако кажам дека ние го имаме убедливо најсилниот управен одбор кој што во моментов го има било која организација, па и не само спортска. Значи, ние го имаме топ менеджментот, значи првите луѓе од 10 компании кои што се во државава меѓу првите 20. Значи, ако ви спомнам дека имаме тука компанијата Усија, ако имаме Стопанска банка Скопје, Тинекс, Веро, Реплек, Електростопанство на Македонија, Кодин Горска, телевизија Канал 5. Значи, ви набројав доста сериозни, здрави, умешни компании, а и не се само тие, бидејќи ќе ни се приклучат и други. Значи, мојата филозофија, како го разбирам спортот е токму спојката, која што успешните луѓе во стопанството треба место каде што ќе се промовираат, не само себе, него ќе ги промовираат и нивните менаџерски умења, кои што нас многу ќе ни значат. Покрај сето тоа ќе дојдат и добри финансиски средства кои што многу ни требаат, а спортот ќе добие шанса да биде вистинското место каде што сите тие ќе се промовираат. Главниот бенефит
ќе го добијат спортистите бидејќи ќе ги добијат условите кои што треба да ги имаат за врвни спортски резултати, а бенефитот ќе го почувствуваме сите ние како македонци. Знаеме дека мината година се одложи Олимписките игри во Токио поради оваа пандемија. Сега повторно доаѓа месец јули кога ќе се одржат Олимписките игри во Токио. Какви се плановите на Македонскиот олимписки комитет? Еве сега слушаме дека многу спортисти ќе треба да бидат вакцинирани. Како сето тоа ќе го калкулирате за да нашите спортисти бидат спремни за овој голем настан? Едно што е сигурно дека Олимписките игри ќе се одржат оваа година практички. Значи во месец крај на јули и август. Председател Томас Бах тоа го фиксираше дека опција за ново одложување или не дај Боже откажување нема. Значи Олимписките игри ќе се случат. Дилемите се дали ќе бидат со публика во полн состав, со публика во редуциран состав или некои настани без публика. Мислам дека со новиот развој на настаните со вакцината и нови лекарства, поготово што и Јапонија, да кажеме, е една исклучително организирана земја, мислам дека првата варијанта би сакале да имаме сите да биде тоа една олимпијада со публика како чин на сигнал до целиот свет дека е надминат, дека е победен вирусот. Дали ќе треба сите да бидеме вакцинирани? Можно е, веројатно е. Дефинитивно ќе ги следиме препораките кои што ќе ги дава Меѓународниот олимписки комитет и Светската здравствена организација. Ние како комитет ќе бидеме максимално подготвени, ние и сега веќе разработуваме протоколи и пред поаѓање и за време на патувањето и таму, значи ќе бидеме логистички целосно спремни. Делегацијата која што се уште не ја знаеме, бидејќи има уште некои квалификацијски турнири кај што практички очекуваме да наши спортисти изборат норма, пред се мислам на таеквондо и карате. Очекуваме бидејќи имаме исклучително добри, талентирани спортисти во тие два спорта, кои што со право нема да звучам преоптимистички ако ви кажам дека имаме шанса да одиме и на медал во тие спортови, така да покрај веќе пласираниот борач Нуров, мислам дека ќе имаме една делегација која што нема да биде туристичка, него напротив ќе биде една делегација која што ќе претендира и на добар спортски резултат и би сакал да секоја наредна олимпијада навистина одиме. Јас истото, вие ќе се сетите и во кошарка кога пред да заминеме за Литванија, тоа јас најавував дека ќе се бориме за медал, во тоа време ретко кој ме свати сериозно, меѓутоа јас инсистирав на тоа бидејќи ја почувствував енергијата која што има таа репрезентација и капацитетот кој што го имаше во подготвителниот период и видовте дека тоа се случи. Значи, вие мора да си го посакате успехот да ви се случи. Ако не си го посакате успехот, ако вие не се проектирате себе си, да се видите прво кај вас во глава дека сте таму на пиедесталот, никогаш нема ни да бидете. Бидејќи таа само лимитирањето е опасна работа. Таа граница што сами ќе си ја поставите не можете да ја надминете. Затоа јас како прв човек ќе се трудам да ги охрабрам да си прво посакаме дека сме спремни за врвни резултати, да тие врвни резултати со квалитетна работа, со добар пристап и еден ден ги добиеме, а зашто тоа да не биде веќе и сега. Како се подготвуваат јапонците за оваа олимпијада? Имате ли информации? Веројатно јапонската држава ќе направи се тоа да помине во најдобар ред. Знаеме дека тие се перфектни организатори. Па не се сомневам, сите ивенти кои што биле организирани во Јапонија, значи од зимски претходно олимписки игри до други настани, биле безпрекорно бидејќи карактерна црта име студиозност, темелност и организираност. Значи самото тоа ни кажува дека ова ќе бидат најдобро организираните олимписки игри, иако се најавува дека нема да се трошат пари на, да кажеме, на голи спектакли, на сето останато, што во принцип нас како спортисти не многу тангира, уверен сум дека од организацијски дел тоа ќе функционира безпрекорно. Ние како Македонија може да се гордееме со нашите олимпици, Шабан Сидију, Шабан Трстена, Аце Русевски, Реджеп Реджеповски. Вие како прост човек веројатно имате визија како
најпрвино од оние најмлади категории да ги следиме оние талентирани деца, па да ги помогнете, да ги насочите и еден ден да добиеме нови олимписки асови. Веројатно и во тој сегмент размислувате да работите максимално сериозно, бидејќи знаеме дека во денешно време младиве луѓе сега, поготово со оваа корона, некако кај нив спортот застана. Секако, значи, еден од најважните проекти кои што ги промовира во мојата програма беше младинската стипендија, која што во принцип не е иста со олимписката стипендија, бидејќи оваа стипендија прво ќе ја дава нашиот олимписки комитет, а ќе опфаќа деца кои што се од возраст од 14 до 16 години. Идејата ни е да во соработка со националните федерации ги детектираме тие супер таленти уште на возраст од 14 години. Да до 16 години ги поддржиме со максимално добри услови да тие се развиваат. Бидејќи веќе после 16 години, 17, 18, кога некои од нив успеваат да станат олимписки стипендисти, сметаме дека е доцна. Затоа тој период од 14 до 16 години сакаме ние да го покриеме, затоа ќе изнајдеме средства, тоа е наша работа, тоа е работа на управниот одбор кој што ви го споменав, да успееме да на тие млади таленти од различити спортови им дадеме шанса да во периодот кога им е најбитен, кога се градат, да ги изградиме во врвни спортисти кои понатака лесно ќе може да стигнат до своите максимални перформанси кои што ги поседуваат. Како Олимписки комитет, веројатно знаете и следите дека некако се изгубија оние турнирски напревари меѓу деца во основните и средните училишта за време на викендите. Мора и ние како држава и како Олимписки комитет да размислуваме и за тој сегмент, затоа што тие турнири на некој начин ги кристализираат новите таленти. Што повеќе масовно, што повеќе турнири меѓу деца, имаме потенцијал да добиеме нови асови во спортот. Токму така, тоа е уште една работа за која што јас се заложив, не измислувајќи ништо ново, него возобновувајќи на една стара прекрасна традиција која што се викаше Мали олимписки игри, кој што навистина беше еден турнирски надпревар, поготово на деца од возраст во средните школи и во некои основни школи, значи тоа е по различити категории и навистина имаше супер одзив кај сите. Ние сметаме дека малите олимписки игри имаме капацитет да ги чекаме само коронава да заврши за да можеме практички да почнеме да влеземе во сали, во училишните сали, повторно да почнеме да функционираме и јас сметам дека тоа ќе биде еден промотивен проект на олимпизмот, бидејќи нас ни е многу битен да го промовираме олимпиското име и лого и се што асоцира на олимпизам, да почнеме од најмалите, токму ќе почнеме од таму. Веројатно пребедувате и комуникација со сите градови во државата, на време да ве алармираат, како што рековте, за тие таленти, за идни асови на македонскиот спорт и на некој начин ќе имате пунктови низ целата држава во тој сегмент. Националните спортски федерации се нашата база. Значи, во соработка со нив, ние практички имаме увид на секој еден спортски колектив, на секој клуб и на секој спортски индивидуалец. Колку ќе ни биде блиска соработката со националните федерации, а тоа ќе биде мојата прва и најголема заложба да ние станеме дел од секоја национална спортска федерација и таја да е дел од Олимпискиот комитет како што треба, меѓутоа тоа да не биде формално правно од собрание до собрание, него да биде таја комуникација на дневна база. Ќе имаме целосен увид, преку тој увид ќе имаме допир до сите клубови во државава, поготово што сега ќе го споменам и ваучерскиот систем кој што ни одврза раце да можеме навистина да сите тие колективи ги алиментираме со сериозна сума на финансиски средства, да веќе спортот не биде условно брутално кажано просијак па да оди од една фирма до друга, него веќе да има сериозни своји средства кои што ќе му овозможат да се развие на секој еден спортски колектив. Уште малку кај младите генерации, еве најновите податоци се повеќе загрижувачки за овие деформитети, за дебелина кај младите деца. Што ви се рекло, мора да дадеме пета брзина да реагираме, да не биде доцна. Да ги децава што повеќе усмериме во спортот. Сметаш ли дека треба
Треба уште поагресивно целата држава да работи на тоа поле. Да, битката со електронските игри таа конкуренција е многу силна. Интернетот не надвасува сите ние кои што работиме во спортот, поготово кај младата генерација. Таа глад за социјални мрежи е појака од било каква мотивација за спорт и тука е навистина најтешкиот дел, најтешката битка што ни предстои, да се избориме со таа технологија, повторно децата да ги извадиме надвор и да им дадеме топка у раце. Не е едноставно, таа битка ќе ја водиме на различити начини, заедно со државата дефинитивно, бидејќи тоа треба една озбилна, сериозна кампања. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе ги погледнеме бројките на деца кои што спортуваат, не се така лоши. Значи, имаме сериозна бројка на млади опфатени во младински школи, по кошарка, по фудбал, по ракомет, по други спортови. Значи, тоа ни дава за право дека се уште имаме здрава база, многу подобра компаративно од некои други, многу поразвиени земји, и тоа не смееме да го испуштиме, напротив, мора тука уште повеќе да го надградиме. Ние како Куманово се гордееме со нашите олимпици. Тие се мотивација за младите генерации во нашиот град да станат успешни спортисти. Тука да ги споменем уште на Шаце Русевски, Режи Преджеповски, Бранимир Јовановски. Имаме 3 великана на македонскиот спорт и тоа е задоволство и за градот и за државата. Па да, ако направиме анализа, па мислам дека Куманово води со оваа бројка пред многу други градови, па можеби и со Скопје е тука некаде. Ние имаме Олимписки совет во кој што навистина членуваат големи имиња спортски, меѓу кои многу од тие што ги спомнавме. Имаме една категорија олимписки великани кои што во принципа повеќе била протоколарна, ретко кога биле вклучени во некои работи. Јас меѓу другото и преку вашата телевизија давам апел да сите тие се добре дојдени, оваа куќа е нивна куќа пред се и ќе ми биде многу драго да секоја нивна идеја, иницијатива, совет го слушнам и да го инкорпорираме во нашите дневни задачи и планови, бидејќи секако сметам дека тие го имаат своето место заслужено во оваа држава и треба максимално да бидат испочитувани. 3 мандати бевте во Кошаркашката федерација на Македонија, сега сте во Олимпискиот комитет. Не чувствувате замор, бидејќи целиот свој живот работите во спортот, имате многу успеси за себе, но гледам дека и понатаму сте мотивирани и желен за добри резултати. Па видите, кога работите нешто што го сакате, не чувствувате замор. Тоа напротив ве одмара од другите дневни активности и проблеми. Спортот е привилегија. Јас ќе кажам дека луѓето кои што се бават со спорт и со музика се за мене двете најпривилегирани професии, бидејќи ви даваат можност да цело време црпете здрава, чиста енергија од луѓето околу вас, имате многу здрави принципи, директни на комуникација, имате многу млади луѓе околу вас кои што се желни за успеси и едноставно не ви даваат да бидете ниту малодушен, ниту да бидете заситен, напротив ве хранат со мотиви да продолжите понатака. Така да јас сум среќен што ете токму оваа функција, имам шанса на релативно млади години, јас имам 51 година, далеку сум од млад, меѓутоа се сметам за многу уште подалеку од стар, така да сметам дека во овие години заедно и со младите спортисти кои што ги има многу на број, меѓутоа и со искусните луѓе кои што и вие ги споменавте, да направиме една спој на младоста и искуството и навистина да македонскиот спорт го подигнеме чекор погоре. Ќе кажам дека треба да бидеме самокритични, добро е никогаш да не се задоволиме со она што го имаме како резултати, меѓутоа ако сакаме да бидеме реални, успесите на македонскиот спорт во моментов и во изминатите години, и ако сакате дострелите кои што ги има направено се многу повисоки него реално ние како македонци, како општество во многу други сфери, да не кажам во сите други сфери. Значи, од европски прваци, клубски во повеќе спортови.
до пласмани на европски првенства во повеќе и колективни и индивидуални спортови. До сето она што го работи македонскиот спорт, па направите една анализа со другите сфери, дали сме стигнале на такво место во Европа и во светот? Не сме стигнале. Затоа спортот е понапред од некои други сфери, меѓутоа тоа не сме ни од најмал да не задоволи, напротив, тоа треба да ни биде путоказ кај што ние треба уште повеќе да се трудиме, бидејќи мислам дека ни половина не е реализиран тој талент кој што го има македонецот како човек, со сето она што може да го даде и да го прикаже на спортските терени. Го наследите Васо Топурковски, кој беше 28 години на чело, и каква комуникација имате сега со Топурковски? Па ние пред сме добри пријатели. Значи ние сме биле долгогодишни пријатели, значи јас на негова лична покана станав член на управниот одбор пред 8 години, бев 2 мандата член на управниот одбор на Македонскиот олимписки комитет, со одлична комуникација со претседателот, тој сега е наш почесен претседател, меѓутоа тој ќе биде активен почесен претседател со многу активности, со многу задачи, кои што тој ќе ги прифати, веќе ги прифаќа, веќе функционира на некој, така да една таква ризница од информации, од податоци, од искуства, од екс-Југославија, еки тој е навистина човек кој што има невероватно портфолио, човечко, интелектуално и професионално, навистина е богатство да можете од такви луѓе да примате информации и да учите. Сакам да те прашам, доаѓаш ли во Куманово кога имаш време или послаба? Па во Куманово почесто доаѓам кога има добар кошаркарски надпревар, бидејќи Куманово е мој втор град, бидејќи јас потекнувам од Куманово, мојот татко е кумановец, мојата баба е од Старонагоричане, мојот дедо е баш од Куманово, мојата фамилија од таткова страна Ујковци, Ујни се баш од Куманово, така да не можам да не го чувствувам како свој втор град, бидејќи секогаш кога ќе отидам прекрасно се осеќам, многу пријатели, кошаркарскиот клуб ми е на срце, секогаш сум му помагал, мислам дека и тие истото ќе ви го кажат, така да навистина ми е драго што ја имам и оваа прилика за Кумановска телевизија да дадам интервју. Да, имате многу поздрави од Манте, од Куманово, од Нини, имате уште други пријатели сега, да не ги споменуваме. Меѓутоа, би сакал да ве прашам за она атмосфера во Куманово, кошаркарска, била дека едно од најбавите во државата. Па добро, јас дефинитивно нема тука дилема, кога кошарката беше на врвот, сега гледам дека повторно има такви претензии, добар тим имаат оваа година, ги следам сериозно. Меѓутоа, онаја атмосфера која што ја правеле и Кумани и општо цела сала, цел град до последно место, и у Библ лигата имаше одлични надпревари, и дерби надпревари одлични, така да тоа кажува дека Куманово е желно за спорт, желно е за добри спортски резултати, желно е за успеси, со реновирање на салата, која што се надевам ќе се случи многу брзо, бидејќи и тука сум дал некој мал допринос додека бев советник на премиерот, успеавме да ги вратиме сите клучни спортски објекти, значи и салата, и терените, и стреланата, и соколаната, да ги вратиме на општина Куманово. Мислам дека сега имаме максимално одвржани раце да направиме еден фантастичен спој инфраструктурен, бидејќи тоа што го има Куманово ретко кој град го има, да навистина имаме спортски капацитети кои што ќе претендираат на највисоко место. Публика у сала не е спорна и Куманово во годините што доаѓаат, јас се надевам дека повторно ќе биде еден од најспортските градови во државата. Генерално, вака твој печаток кој има ли во Македонија доволно спортски терени, одишли низ државата? Гледаме дека се прават одредени терени низ секоја мала, доаѓаат младите деца. Тоа е онај паток што го зборуваме цело време во емисијата,
што повеќе кошаркарски терени, што повеќе ракометни терени, повеќе деца на спортот. Така е, тоа треба да биде еден балансиран пристап. Ние мислам дека нас ни недостасува балансиран пристап во подолг временски период. Значи, ние со секоја гарнитура која што доаѓа на власт имаме нов концепт кој што најчесто е диаметрално спротивен од претходниот и губиме многу време во поврзување на тие, бидејќи животот е еден, инфраструктурата е една, концепцијата е една. Не можете вие да на 4 или на 8 години константно да менјавате од една на друга страна, многу енергија се губи. Страшно многу време потрошивме на изградба на капацитети кои што не ни баш треба во тој момент. Па имаме еден куп стадиони кои што служат за пасење добиток и имаме еден куп тениски терени кои што зјаат празни, а се потроши озбилни пари, а викаме салата уште не е таква каква што ни е у Куманово. Значи, ние мора да осетиме што прво ни треба. Значи, моја заложба беше и влезе, бидејќи бев и креатор на некои мерки, меѓу кои ваучерскиот систем, значи, од идеја до реализација, е лично мое дело. За оваа година сметам дека приоритет е да сите спортски сали големи добијат енергетски ефикасни кровови со соларни панели. Значи, прво ќе ги санираме кровови да не течат више. Второ, да се греат салите. Зимно време, бољка која што дефинитивно нема врвен спорт у кочан ладна сала. И обратно, да се разладуваат во летниот период, кога кај нас знае да биде и по 40, по 50 степени унутра. Значи, генерално, мислам дека тоа од инфраструктура државата може и мора да го направи, за да ние првично ги запоставивме најбитните сали кои што ни го држат врвниот спорт, а се дисперзиравме многу доле. Не дека не треба да се прават играчи. Многу треба да се прават, треба да се продолжи да се прават. Значи, тоа е еден од најдобрите проекти кои што се наследени од претходната власт, е проектот на 35 спортски сали, не знам колку беа по училиштата, тие до пола се направени, другата половина треба да се направи. Тоа мора да продолжи. Значи, ние мора да имаме континуитет, што е било претходно добро, да го продолжиме. Надевајки се дека и некои други, кога ќе дојде еден ден повторно тој нормален процес на транзиција на власта, дека ќе продолжат овие проекти кои што сега даваат резултати. Да се вратам на вашето прашање. Значи, ние првично клучните спортски објекти мораме да ги доведеме во функција да бидат локомотива да го влечат спортот. Значи, спортската сала да биде таква каква што ја треба, значи со санитарни чворови кои што и доликуваат, со паркет кој што мора да биде нов, со осветлување и сето останато да биде како што треба и пред се да има грејење. Значи, тие неколку работи ние мора да ги направиме за да им дадеме шанса на тие спортски клубови па да ги напунат тие сали, а тие врвни резултати па да ги измотивираат децата да фатат топка у руки, да не дрмат пред компјутер. Значи, тие се врзани работи кои што мораме една со друга паралелно да ги движиме. И она што е нормално, сите сали се вратат на градот и на општината, за да може сите тие процеси да се урат нормално. Големи работи се завршени околу враќањето на салите на општините во Македонија. Мислам дека тука веќе нема исклучоци. Има уште неколку што треба да се довратат, значи ќе ја искористам приликата да го ја пофалам и соработката со јавното претпријатие за спортски објекти, директорот Хајредин, бидејќи навистина ни помогна да објектите кои што претходно беа како незаштитен плен. Значи, ми е драго што во изминатите 3 години, колку што јас имав шанса да бидам советник, ниеден спортски објект не е исчупан од спортот и узурпиран од други, напротив, сите се вратени на општините, се вратени на федерациите, бидејќи идејата наша е да сите спортски објекти им се вратат на спортистите, преку нив и на граѓаните. Таја сала и тие спортски терени се направени во некое време за да служат на спортот и да ги задоволуваат потребите за спорт. Да требало да бидат комплекси од дуќани и згради ќе били тогаш. Не, во некоја екс-Југославија некој мислел
дека и спортот е битен дел од општественото живење и затоа така биле проектирани. Затоа, моја лична заложба е секој спортски субјект, поготово федерациите, да добијат своји капацитети, на кого му треба сала, на кого му треба стрелиште, на кого му треба атлетска стаза, на секој тоа што му треба да го добие, а преку нив и преку општините и сите локални клубови да имаат пристап. Бидејќи, ќе ве потсетам, до пред многу скоро време спортистите беа кирајџи у сопствените домови. Имате веројатно соработки со овие соседни олимписки комитети од Србија, Грција, Бугарија, Хрватска, затоа што и тие земји имаат изворени резултати на олимписко боле. Па секоја соработка, секоја комуникација ќе значи поем плюс за вас и за нашите спортисти. Па секако, значи јас интензивно ќе работам на тоа поле да штом повеќе ги зајакнеме тие врски. Имам прилично искуство у тоа, бидејќи бев член на ФИБА Европа, бев председател на надприродачката комисија, што по функција беше трета по ранг во таа меѓународна организација како што е ФИБА. Без да бидете линкувани со нив, верувајте дека сте многу лимитирани во вашите можности. Колку повеќе ќе бидете поврзани и со регионот, и со генерално, со Олимпискиот комитет, светски, европски, сите, вие ќе имате пристап прво до добри информации, ќе имате пристап од прва рака до фондови и едноставно ќе ве играат. Тоа знам како да го работам, ќе ми треба малце време, бидејќи е, ќе кажам, невреме со коронавирусов, бидејќи прва конференција што имавме беше онлайн, тоа вас ве лимитира да не можете да го направите тој човечки контакт, кај што реално е многу важен, меѓутоа и ова ќе заврши, па се надевам дека многу брзо ќе ги воспоставиме тие интерперсонални релации со тие што не ги познам, со некој, например, као со Божидар Маљковиќ, кој што е председател на Српскиот олимписки комитет. Имам одлични релации, имам уште неколку такви кои што ги владеам уште од време на кошарката, меѓутоа таму каде што има луѓе кои што доаѓаат од други спортови, ќе поработиме и мислам дека ќе направиме пријатели. Многу им тешко паѓа на љубителите на спортот, салите се празни, а на преварите се играат без публика. Па тоа е една изнудена ситуација да се игра колку да се игра, бидејќи од друга страна алтернативата е да не се игра воопшто, бидејќи сепак здравјето е прв приоритет на сите, мора да бидеме одговорни према нашите сограѓани. Првенствено, она што е избрано сега како варијанта е веројатно најмалото зло од сите, бидејќи е сепак контролирана група која што е стално заедно, која што се тестира стално заедно, не е опасно за пошироката средина. Очекувам дека со вакцинирањето и со тековите кои што се случуваат кај нас, дека ќе имаме шанса да барем плейоф над преварите кои ќе дојдат, финалните серии да бидат со публика и тоа ќе биде најголема награда за сите нас. Рековте имате работено во ФИБА, како познат кошаркарски работник од Република Македонија. Меѓутоа, ме интересира како долгогодишен кошаркарски работник, како го оценувате овој се уште судир, тивок судир меѓу ФИБА и УЛЕП? Се уште нема разрешница, едни си имаат своје напреварување, други си имаат своје напреварување. Како се чини тоа? Таа тема е долга тема, значи со УЛЕП се надмина проблемите, меѓутоа продолжија со Евролига. Значи Евролига, која што едно време беше продукт на УЛЕП, сега се издвои како посебен ентитет и сега е Евролигата како посебен спортски ентитет версус ФИБА како општа организација. Јас ќе кажам дека таа борба е на штета на двете организации. Јас додека бев се залагав за хармонизација со специјализација. Што тоа значи? Тоа значи дека ФИБА треба да ги работи деловите кои што умешно ги работи. Значи тоа се европски првенства, тоа се младински првенства, тоа е работа со суди, тоа е останалото, а делот кој што се вика комерција, многу подобро го работи Евролигата него што го работи ФИБА. И тука може да се најде. Меѓутоа, има борба на суети, има сериозни финансиски интереси во позадина и, за жал, еве, толку години и години не се гледа на повидок
некоја разрешница, така да не би бил многу оптимиста по тоа прашање. Во нашиот град во април, мај месец ќе се заврши она предно игралиште на Соколана, барем така се најавува, и веројатно ќе бидете поканети да дојдете на тој чин. Тој е првиот сегмент во реновирање на Соколана, а подоцна целата сала ќе биде реновирана, бидејќи и вие знаете дека тоа е колевката на кошарката во Македонија. Па секако Соколана дефинитивно е колевката на кошарката во Македонија и е бренд на спортот не само на Куманово, тоа е бренд на спортот на Македонија. Дефинитивно ќе ми биде чест да присуствувам, секако ќе најдам време и ќе бидам присутен, бидејќи Соколана сега треба да се модернизира, да биде повторно во функција на младите генерации што сега доаѓаат. Како го завислувате Олимпискиот комитет кога ќе заврши вашиот мандат за 4 години? Веројатно вашата најголема желба е да имаме некој олимпиец кој ќе се качи на победниското, не мора на победниското, меѓутоа меѓу првите три, па да го овековечиме тој чин како голем успех на македонскиот спорт. Па дефинитивно таргетите се повеќе, значи секако еден од најбитните е да освоиме проектот Олимписки медал, ми е ставен и во програма. Дефинитивно би сакал во овој мандат да имаме една таква верификација на тоа што сме го направиле. Меѓутоа ќе ми биде битно да Олимпискиот комитет добие свој дом како што заслужува, да биде партнер заедно со државата во реализирање на еден дом на спортови кој што ќе биде фантастичен комплекс кај што сите спортски федерации ќе добијат свој дом и респектабилни канцелари и услови за работа, да асистирам со ваучерскиот систем и како досега, така и понатаму да им помагам на сите федерации да ги уновчуваат ваучерите, да бидат што поголеми, да бидам во нивна функција и секако да го отвориме комитетот и да стане да го факторизираме. Значи, тоа е една од битните работи. Тоа значи дека секој граѓанин може да дојде да дава предлози, пишена форма, било како. Апсолутно, значи ќе има, вие веќе во текот на оваа година ќе видите ќе има многу нови проекти, само ќе ви нафрлам неколку, нема да ви го трошам времето. Тој се вика едниот олимписки штанд, другиот ќе биде златен олимписки денар. Тие ќе бидат во соработка со Веро и со Тинекс компаниите, кај што практички вие ќе можете на дневна база да го видите Олимпискиот комитет, да го почестувате, да купите артикли кои што се партнерски, знаејќи дека со тоа го помагате комитетот, меѓутоа уште во првиот момент да знаете точно вашиот денар каде ќе биде потрошен, самите да бидете практички тие кои што ќе го лоцирате каде што треба. Тоа е нешто кое што нас ке ни треба за да бидеме присутни што повеќе, да не гледате по медиумите што повеќе. Значи, кога ќе ви се спомне олимпизмот, да знаете за што разговараме и едноставно да му го најдеме местото на комитетот во нашето општество што го заслужува. Господин Димовски, како нов претседател на Македонскиот олимписки комитет, јас би ве замолил да испратите една порака до младите генерации од ова место. Со големо задоволство ви порачувам да спортувате, бидејќи спортот е најубавата работа во светот, бидејќи преку спортувањето прво ќе станете добри луѓе, ќе станете здрави луѓе, ќе станете луѓе кои што во вашето семејство и пошироко обкружување ќе имате што да им понудите, меѓутоа најбитно од се ќе имате многу задоволство, ќе бидете среќни и затоа спортувате колку што можете. На вас што ви даде спортот, тебе како индивидуа, колку ви помогна спортот да се изградите во здрава личност? Па многу. Јас ќе ви кажам дека јас сум имал таква животна патека да не живеам од спортот, значи ја имам своја компанија, од своите 18 години работам, стартував со мојот покоен татко, понатаму продолжив да ја работам сам, таа компанија е жива повеќе од 30 години. Меѓутоа, сите битни контакти што сум ги направил преку спорт. Сите најкрупни бизниси кои што сум ги направил биле со луѓе кои што сум ги запознал преку спортот, а најголемите задоволства што сум ги доживеал покрај личните семејни биле тие кои што сум ги имал со кошарката, почнувајќи од Литванија, па и неколку други, кај што навистина дочекот во Скопје пред 100.000 луѓе
е нешто кое што не може да се опише со зборови. Тоа еднаш само се доживува, таа енергија што зрачи од луѓето и среќа се осеќа физички и тоа ви останува награда за цел живот. Затоа сум му благодарен на Бога што ме насочил во спортот и затоа топло препорачувам на секој еден кој што има таа привилегија да ја грабне со две раци да искористи таа можност. Ви благодарам од срце и посакувам многу успех како нов председател и дај Боже да прославиме на плоштадот некој олимписка медала. Благодарам многу за денешното интервју и поздрав до сите мои кумановци кои што навистина ми се блиски сограѓани. Благодарам уште еднаш. Толку за денеска, поздрав од Македонскиот олимписки комитет и се најдобро.